од неправилностите, но еве да ве запрашам малку околу, например, начинот на индексирање на вашите пензии, дали сте задоволни? Не. Значи, според законската обврска, пензијата е неприкосновено право на секој граѓанин за миналиот труд и за една основа за живење. Ако го пратите законскиот ток, имаше многу измени. Јас се сеќавам кога мојот татко одеше, тогаш беа најповолните 10 години за пензионирање, да се земат во обзир, за да се постави основата за пензионирање, а понатаму во Југославија, зборувам, немаше вакви падови, да речеме, волку голема инфлација, се беше стабилно и дури и фондот имаше и доволно пари за исплаќање, па и вишок на пари. А сега, од кога се смени, од кога станавме многу демократи, извинете, ама ние од многу демократи отидовме во анархија. И оноа сега што се предвидува и што се прави со законот, или она што ни го кажува предходната влада, знаете, ако ви качиме линеарно, нема се крија, господјата Станка не примаше кога одевме, се жалевме, си ги кажував, немаше кој да не сослуша, па на улица си ги кажувавме маките, ама ете, дојде предходно, сепак ќе речам, може би имаше сценарио. Ако се сеќавате, и пензионерите заради неединство што е случај во целата држава, не успеавме да си создадеме една партија на пензионери која ќе влезе внатре во домот, ама не како партијата на пензионери што досега ја имаме, затоа што мајорот и он како и целата влада си бара за него ретроактивно покачување на пензијата, а без да води сметка за другите пензионери. Па може значи, да направите една втора партија. Законот на некој начин имаше пензионери кои изработија нов предлог закон за пензионирање, во кој беа опфатени многу ставки од, мислам, области од тоа што ги тишти пензионерите и начинот на кој би се обезбедувале парите и на кој би се плаќало внесене, нели, во собранија, се фалеа дека ги викнале таму, ама од тоа нема ништо. За последно сега да се расправаме дали треба линеарно, дали треба процентуално, дали треба некои други мерки, кои мерки, ама сето тоа е зацкриено. А има толку многу работи што треба да се кажат, бидејќи пензионерите и сами би се како да кажам, би се издржувале, би се финансирале, како што вика нашиот премиер за судиите. Најдете си начин на самофинансирање. Ние имаме свој начин, ако се добро се работи, фондот ќе биде полн со пари. А понатаму мислам, ако имате нешто, ќе продискутираме. Има многу што може да се... Околу пензискиот систем сакам да ве запрашам. Дали е предвидлив на долг рок, дали е стабилен, дали имате доверба во него? Слушајте, пензискиот фонд никогаш не и нема да замре, не зборувам од гледен аспект за нас сега, за пензионерите. Значи, рачунајте дека после нас иде оваа гарнетура што старе, што сега имаат 2-2.500 евра плата, рачунајте дека нивната пензија утре ќе биде висока и они ова што сега го даваат законски во фондот, не би се осмелиле така да го остават. Меѓутоа, по однос на тоа секогаш ќе има пари, а и ќе кажам како ќе се најдат тие пари. Да речеме, пензионерите цел живот, јас зборувам, ние сме живееле во 3 држави. Во Југославија, во Република Македонија и сега Северната што ни ја измислија. И како се нешто се менува, ова останува прашањето за пензионерите. Чекајте, они се на последно место тука и за нив ќе видиме колку ќе остане. Јас имав прилика и на премиерот да му поставам едно прашање која беше предизборната кампања на ВМРО во Велес, во пензионерскиот дом. И го прашав, господине пензионере, во председателе, иден, во вашата програма имате напишано толкава книга за сите области, само за пензионерите имате пола страница за тоа што ќе правите. Како ова го објаснувате? Ама тоа ние
тековно ќе видиме, важно, вашите барања ги слушаме, вашите маки ги знаеме и ние ви ветуваме дека кога ќе дојдеме на власт, овие 5000 што ги барате, ќе ви ги дадеме. И тоа беше една голема мамка за сите нас пензионерите. Се надевавме за тоа и на нешто поправично, дека ќе биде понатаму, нели? Сега имам едно прашање што и на господинот тогаш од Министерството му го поставив и се уште немаме одговори за тоа колку сме ние вкупно на терет на фондот за пензиско инвалидско осигурување пензионери. Колку сме македонски пензионери, колку, а и дали е точно, колку се тие пензионери од Косово кои што земаат овдека македонска пензија, со договорот што се подпиша меѓу двете фондови на Косово и на Македонија од директорите, дали е тоа исправен документ. Прашање е колку од нашите пензионери кои што се овдека во Македонија и по однос на рамковниот договор се вработија во администрација, да речеме, во овие владини работи, кои што не знаат ни што треба да работат, нити биле на работа, нити еден ден провеле, не знаат кај им е ни канцеларија, ни столче, нити што работа имале, а годините од рамковниот договор помина и они го фатија условот од 15 години и сега си земаат една задоволителна пензија. А за времето дока беа вработени, беа и надвор од државата во странство, па си остваруваа и таму пензија. Еден податок што пред неколку дена го прочитав, го заборавив името на авторот и тој јавно ги прашува, вика во Македонија имаме околу 40.000 пензионери кои што не биле ни еден ден на работа, а си остваруваат пензија и груба пресметка по минимална пензија колку го кошта тоа фондот. Друго прашање беше Еден ден не работеле, да. Сега јас прашувам, наши пензионери од времето на Југославија, од кој што ја потекнувам, значи имаат по X случаи, ете 14 години и 8 месеци, 9 или 11 месеци и за еден месец не може да го оствари правото на пензија. Треба да имаш 15 години работен стаж и старост 62 и 64 години и после тоа си одиш во пензија и ќе ти пресметаме во цел работен стаж, процент таму нивни и ти даваме решение и понатаму имаш усогласување на пензијата. Сега јас се прашувам дали овој што работел 14 години и 11 месеца не е заслужен да земе пензија во однос на овој кој што не бил на работа. Значи, ова прашање е дискутабилно и баравме одговори од владата и ја директно поставив и до министерот. Ве молам, известете не дали на вистина така постои и колку е тој одлив на тие пари што одат на пензионери кои што не работеле, пензионери кои што сега живеат во Косово и не биле ли начинот. Образложете ни на по која причина ја зеле и по што направивте дискриминација помеѓу нашите и помеѓу луѓе работници што имаат дале допринеле луѓето. Па сакаме ја зборуваме демократски права. Па ако си имаме ние такви права, значи она што јас сум го вложил зашто фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тоа ти е еден вид на банка сеф. Секој месец процентот платата се делел, се одвојувал, се ставала, да речеме, една сметка на работникот за во овие денови на старост да се исплати. И затоа сега младите ги слушам и се движам со младите и ги слушам и ги пратам и ги гледам, вика не сакаме да плаќаме, утре ќе немаме пензија, зошто да ги дадам парите? Чекајте бре деца, не може да немате пензија. Него проблемот е во другата насока. Значи, прво, како да кажам сега, ние сме толку интелигентни на Балканов, што отидовме и горе во Европа, па и таму ги научивме на мајмунџилаци, па овие сега што идат тука, вика, треба да му платам, нели, како во нашата земја толку пари, овој наши, ние сме галантни, зошто да му даваш толку пари? Ке му дадеш толку пари, колку што е минималецот, па другото не можеш толку да му даваш, осте си го во джебот, дај му нешто во кеш,
на минимално придонесите се помали, он така ќе заработи 100-200 евра фазла и он е задоволен и тебе парите ти остануваат и што ти е гајле. Значи, затоа дали нашите- некој води сметка дека државата живее од даноци, придонеси, сакаме стабилност, затоа децата треба да бидат платени и секој, Па и затоа да не нема ни кој да бегат. работи денеска, затоа доаѓаат филипинци да не работат. Ама дали се тие интересни за да работат, дали Па и се тие си за- одат. Па ќе си И одат. тие си одат. Тоа ние сме попатна станица за да одат до Германија. А сега која случај се случи? Еве и германците бегаат од Германија. Значи, ние Сосед. ги научивме на една како непоштеност, на едно ние во се наоѓаме дупки за нешто и си осиромашуваме државата, си ги бркаме нашите деца. Замислете колкава инвестиција е да išколуваме едно дете. И за семејството, и за општеството. И кога ќе стане, сега не зборувам, ако го гледам односот на образованието некогаш и сега многу е различно и не можам да се согласам дека е добро, ама наша интенција на пензионерите не е бре да ги уништиме младите. Нашата цел е тука да ни останат децата, да имаме образовани кадри, а ние готов, спремен ум, како да образован, кој што може да вложува и да инвестира, и сите наши, видите, во странство ги бараат нашите македонци, затоа што таму оди најспремниот, најучениот кадар, кој што им ствара многу голем профит, ама таму имаат некоја сигурност дека тоа што го заработил е заработено, дека тоа што си го плаќа ќе си го добие, а кај нас е само со мајмунджилаци и тоа не ни се бендисува. Протестите